Почнемо гледачи, здраво живо и добродојдовте во музичката емисија насловена како Вековни ноти. И по тој повод следува музички поздрав. Група Корона. Јас пак беден, роден сум без късмет. Се соблака тага голема. Јас пак беден, роден сум без късмет. Се sommaga taga golema. Тешка беше нашата разделба, кога трагна во непознат край. С твоите солзи патот го топеа. Попат водам во непознат крај. Твоите солзи патот го топеа. Попат водам во непознат крај. Дојдов тука како јабанџија, далеку од својот роден крај. Срце плаче, нигде среќа нема. Тежок гурбет, туѓак тугина. Срце плаче, нигде среќа нема. Тежок гурбет, туѓак тугина. Почитувана публико, време за најава на нашиот вечерашен гостин, а тоа ќе рече господинот Ѓоше Евтимов Сламков. Добро вечер и добродојдовте, господине Ѓошев. Дали сте пријатно чувствувате во студиото на Ирис телевизија? Добро вечер. Секако тука ми е добро поред вас. Најпрво благодарам за честа што ми удостоивте да бидам еден од гостите на оваа
прекрасна Популарна емисија, емисија, да. популарна емисија. И да поприкажеме, да кажеме неколку збора за музиката, за за моето присуство во музиката и тоа е. Ќе си направиме музички разговор. Да. Ти ми доаѓаш со убава приказна музичка, се разбира. Па нека биде првото прашање, ергенството, поминото со музика, колку е тоа пријатно чувство, серенадите и така натаму. Да почнеме. Видите, со музиката се дружам уште од мали нозе. Уште од мали нозе, тоа некаде на 7-8 годишна возраст, во нашето мало живеев покрај луѓе кои се бавеа доста со музиката. Еден, може да ви спомнам, еден пејач од тоа време, Стојан Губеров, своевремено во тие години пееше за Македо. Македо, вие секој знаете Македо. Македонка, нели, друштвото Македонка. Културно-уметничко друштво Македо. Беше познат пееш на народни песни. И ние, јас така од мал, заедно со Панче Мусев, одма ќе го спомнам, Од твоето мало? кој ми е другар од моето мало, другар од детинството, од кога сме се музичка родиле, фамилија? од музичка фамилија. Знаете, неговиот татко Коле Мусев беше армоникаш и исто беше И доста гитарист, музикален да. и Пане беше после и гитарист. И од мале нозе, кога имаше серенади во нашето мало, а тие серенади, обично тие серенади ги правија другари на овој Стојан Губеров, и ние како мали бевме стално присутни на тие серенади и гледавме од страна. Ја слушав музиката и така ни влеа тоа во себе, во нас, Едно задоволство, едно задоволство да почнеме и ние да се бавиме со таа музика. Сеќавам се, Столе Губеров пееше доста песни од Никола Бадев, од Кирил Манчевски. Тогаш беа тие песни актуелни. И доста староградски песни. Така, младоста, после детинството и ергенството ни помина со тој човек, кога стално сакам секој да го спомнам. Во понатамошниот како раставме, така формиравме друштво, и така почнавме пак да се занимаваме. Одевме по серенади. Серената ни беше на нас едно задоволство. Знаете, во тоа време серенадите беа популарни и немаше место каде не сме биле на серената. Значи, твојата музичка љубов почна од твоето мало, а тоа ќе рече си собрал искуство од квалитетни музичари. Да. Секако ја за тоа ги спомнав овие луѓе. Него, меѓутоа, после како се подрегинувавме, така и во моето друштво имаше доста луѓе кои беа слухисти, кои се малку ја разбираа музиката, и така почнавме по серенади, на седенки, на разни свечености, разни веселби. И така тој период ни траеше, тој беше убав период и ни траеше долго време. Секоја врата ви беше отворено во Штип. Да, одевме, па можам да кажем дека и тебе сме били на серенада во тоа време. Меморијата ме служи, така. Да. И кај доста луѓе сме били на серенади. Тоа беше еден период, прекрасен период, и така убаво кога се сеќавам на тие моменти, така ми се емоциите се враќат. Господин Ефтимов, ова емисија вечерашна ќе бидеш и член на групата Корона, се сложуваш ли? Да, групата Корона ја следам секогаш кога сум можност, свира така некој пат кога одам на свадби, на свечености, така добра група е, добри музичари, тоа се се академски музичари. Ќе ти биде задоволство да и ќе им биде задоволство и да. во емисијата да запеам заедно со нив. Почнемо гледачи, следува музички минути со групата Корона, се разбере од нивната песнарка со нашиот вечерашен гостин Ѓоше Ефтимов.
Zbogu, majko, ja otido, dojde deno da zamina. Razdelba mi srce mači, ipak me tera da pejam. Razdelba mi srce mači, ipak me tera da pejam. Zbogom, tatko, i ognište, zbogom, braća i sestri, zbogom, drugari, drugarki, stari, mladi, dečinja. Zbogom, drugari, drugarki, stari, mladi, dečinja. Zaposledno zbogom bi kažam, posleden patvi pejam ja. Bilo kade idam, večno tebe spomenvam. Bilo kade idam, večno tebe spomenvam. A za tebe, mila majko, ja skrežala tažam. Tuga zemlja nepoznata, život od majko te pomina. Tuga zemlja nepoznata, život od majko te pomina. Почнуваме гледачи, го продолжуваме музичкиот разговор со нашиот вечерашен гостин, господинот Ефтимов, а тоа ќе рече следното прашање, гласи: своевремено бевте златен глас на Источна Македонија и
се дружевте со квалитетни музичари, да речеме со Славе Димитров, во средношколските години. Твојата приказна? Во продолжение? Видите, некаде при крајот на завршување 4-та година гимназија и така се одржува почесто во Штип такви музички средби, како една од тие беше ова Златен глас на Источна Македонија. И јас по некоја прилика така и другарите ме на некој начин ме тера ме поддржаа да учествувам на тај, да го наречам таа музичка приредба. И ја учествував и на тај Златен глас на Источна Македонија освои второ место. Сега, како награда добив покана од фестивалот да можам да снимам кај Славе Димитров во Скопје. Пејач и композитор? Да, пејач и композитор познат. И тоа беше, колку се сеќавам, дали 4-та година или 1-ва година на факултет, не можам да се сетам сега точно во моментот. И отидов во Скопје, во студиото на Славе Димитров, која се наоѓаше во училиштето Песталоци. Сигурно знаете Песталоци. И ме пречека Славе, пробав една песна, 2-3 пати ја пробав така и ми рече повторно ќе треба да дојдеш. Така, одеше 2-3 пати на проба. Меѓутоа, знаете како е, родителите ме пратија да студирам. Јас запишам на земјоделски факултет. И кога разбра мојот татко дека сакам да се занимавам со музика паралелно со факултетот, и знаете како, во тие години не се слагаше со мојата определба и ми забрани да. Какво пеење, какви бакрачи, ми рече, како има да си гледаш факултетот, и тоа ми беше прекин. Иначе ако остане во тај дел, може би ќе се занимава професионално со музика. Твоето музичко богатство ќе било побогато? Па да, во секој случај тоа ми беше прекин. Меѓутоа, прва година на факултет заедно бевме во населбата автокоманда со Јанко Узунов, познатиот пејач на македонски. Продолжувам да се дружиш со музичари, Да, он беше исто на земјоделски факултет и почна да се дружам со него. И така имаше онеден состав во населбата, кој свиреше на разни веселби, студентски веселби. И почнав со него да пеам во групата. Не така професионално, меѓутоа почнав понекогаш, не постојано, меѓутоа пеев и тоа ми беше допиро со музиката. Паралелно со факултетот и беше допиро со музиката. Тоа е култура. И го задоволи татко ти, го заврши факултетот? Да, меѓутоа татко ми знаеше дека веќе не пеам, значи така се аматерски се бавев со музиката и тоа ми беше, бидејќи ми беше голема желба. Серенаите продолжи и во Скопје? Од таму во кратки црти? Во Скопје не беа тоа серенади, меѓутоа беа седенки, пеевме така, меѓутоа кога се враќав во Штип, серенаите нормално дека продолжија и немаше викенд без песна, Постојано продолживме во моето друштво, можам само да напомнам дел од другарите, може би сите нема да ги спомнам, меѓутоа кои беа веќе поред Панче Мусев, кој знаете, квалитетни песнопојци, Лупче Коцев, Коре Стојмиров, Ное Миланов, Боце Крстев, вашиот брат, он работеше во Скопје. Па и Павле Ѓурѓиев имаше добар глас, он беше, знаете, радиоводител. Радио, меѓутоа имаше добар глас. Петре Гелев, така беме големо друштво и важевме во градот, во Ној Миланов го спомнав. Нашето друштво важеше за друштво кое е постојано било музичко друштво, постојано било, нас не знае во градот. Не е тоа фалба, тоа го знаат сите ја посекува вашата сернада, сите ја посекува. Сите ја посекува, тачно. Почнуваме гледачи повторно музички минути со групата Корона, се разбира и со нашиот вечерашен гостин.
слези долу сред село, облечи бела промена, па слези долу сред село. Слези долу сред село, да видиш чудо големо, да видиш чудо големо и да се фатиш на оро, да видиш чудо големо и да се фатиш на оро. Не можам, брату, да дойда, нели сме пусто роднини, тато и чичо, два брата, мама и стрина, я трви. Тато и чичо, два брата, мама и стрина, я трви. Яноле, Янке, убава, широко поле край нема, ситно камење број нема, убава Јана род нема, ситно камење број нема, убава Јана род нема. Poštovani gledači, повторно сме заедно со нашиот вечерашен гостин. Господине Ѓоше, да те прашам и се разбира музичко прашање. Во Штип имаше многу хорови, многу групи музички и така натаму. Моите информации говорат дека бевте член во групата Гергев, како диригент Љубен Митров. Дали сум во право? Да, во право сте. И сега само да го поврзам тоа со моето музицирање, мислам така аматерско. Кога се врати во Штип, после завршувањето на факултетот, се запосли во комбинатот Црвена звезда и така, цел живот до крајот работев таму. Меѓутоа, паралелно со мојата работа, бидејќи ја сакав песната, и имаше тогаш доста групи во Штип, и заедно ме повика еден ден ме повика Љубен Митров. Љубен Митров беше професор во музичката школа, наставник или професор, не може да се сетам. Професор, да. Така, професор. И ме повика мене и останати членови на групата и ја формиравме групата Гергев. Во групата Гергев бевме 6 мажи и 6 жени. Јас на сите имиња не може да се сетам, меѓутоа таму пееше поред мене Чапов, само презимето го знам. Саше Горачинов,
Вежди и така на тие се сеќавам. Драги Јорданов, колку што ја знам. Па мислам дека имам беше Стојан Савев, така од машките. Од женските беа Цуцулова Сонја, после Благица Калева. Морам да ја спомнам Благица Калева. Во тоа време, познатата пејачка Благица Калева, во тоа време учише музичко средно, па да ти кажем право, уште од пееше она со во нашата група, меѓутоа уште од тогаш сватевме дека од ова девојче, тоа беше девојче, ќе биде пејачка и она стана пејачка. И така со групата Гергев не може да се сетам сега на сите, ќе ми извинат. Имавме доста настапи, одевме во Охрид, на Охридски староградски средби. Тука во градот одевме и на страна. Тетовски филиграни најверојатно. Така, одевме на, нели, тоа е поодамна. Меѓутоа беше успешна групата. И после тоа, после групата, малку е времето да зборуваме повеќе за групата, меѓутоа после неколку години октетот Астиво остана без еден член, тоа е Глигорче Дуков. Во тоа време Твојот музички пат продолжува? Да, мојот музички пат продолжува со октетот Астиво. Ме повикаа од групата Герге, ме повикаа во октетот Астиво. И додов на место на Глигорче Дуков. Вие сигурно го знаете, познато лице од Штип, сега е покоен. Во тоа време тој нешто отиде во странство и ја дојдов кога замена. За мене беше голема чест да бидам член на октетот Астиво. Октетот Астиво важеше за еден октет, па после добар октет во Македонија, после октетот Македонија бевме втори октет. Видео снимки на МРТВ. Имаме доста, прво ќе ви кажам, имаме доста настапи со октетот Астиво. Одевме во странство, бевме во Германија, бевме во Полска, одевме на фестивал во Вајево, а да не зборам тука во Штип. Па имаме доста снимки, имаме и видео снимки и аудио снимки. Спомни ги сите членови на се вака, во октетот Астиво, јас кога бев во тоа време, се дружеше за тенори, први тенор пеја Спиро Ренчев и Коле, другиот Коле, сега Колев, така не може да се сетам сега на него. Адвокатот Коле. Не. Добро, Коле беше, Коле, први тенор. Втори тенор пеевме јас и Никола Радович. Никола Радович. Баритони пеја Лазар Биков и Петар Аџеников. Петар Аџеников, да. И басове пеја Иле Здравев, директорот на Пионерскиот дом, и Ѓошо Серафимов, шатката го викаа. Така. А Лазар Биков каде беше? Лазар Биков беше баритон. Баритон. Лазар Биков, така. И тоа беа незаборавни моменти. Значи, мојот дострел на некој начин го достигна во октетот Астиво. Беше ми голема чест што ме повикаа, бидејќи не успеав да се бавам професионално со музиката и тоа ми беше најголемиот дострел. Паралелно со мојата работа. Почитувани гледачи, во продолжение следуваат музички ноти од песнарката на група Корона. А потоа следуваат реклами и се враќаме во студиото. Шерген бефија, сакав мома најлична, моја не стара, не ме засака, откорен ме откорна. Моја не стана, не ме засака, откорен ме откорна. Пијан да бе, ке се отрезне, болен да бе, јас ке оздраве, ама пусти ме рак ке по тебе,
јас ке оздраве, ама пусти ме рад ке по тебе, никако да помине. Со него кога минува, глава си да ветнува. Добро вечер ти ми велиш и заминуваш, а јас отруен продолжувам. Добро вечер ти ми велиш и заминуваш, а јас отруен продолжувам. Пијан да бев, ке се отрезне, болен да бев, јас ке оздраве, ама пусти ме рад ке по тебе, никако да помине. Пијан да бев, ке се отрезне, болен да бев, јас ке оздраве, ама пусти ме рад ке по тебе, никако да помине. Години натежнале, коси побелеле, многу лето ратке по солзи легнувам, не знам дали ке се разбудам. Многу лета ратке по солзи легнувам, не знам дали ке се разбудам. Пијан да бев, ке се отрезне, болен да бев, јас ке оздраве, ама пусти ме рад ке по тебе, никако да помине. Пијан да бев, ке се отрезне, болен да бев, јас ке оздраве, ама пусти ме рад ке по тебе, никако да помине. Ама пусти ме рад ке по тебе, никако да помине. Господин Евтимов, твојот музички пат продолжува, а тоа ќе рече. Веќе продолжуваш во трета група музичка, каде што исто така постигнавте резултати. Која беше таа? Па вака, после завршувањето, уствари после прекинот на музицирањето во октетот, прекинавме со октетот бидејќи веќе луѓето беа во години, јас и Коле Радовиќ беме најмлади таму. И така, мора на се да дојде крај, знаеш. Имав една пауза, меѓутоа продолжив со песните, нормално, нели, така во друштво. И пред едно 5-6 години формиравме група Гјомижисто. Иницијатор за
за групата беше Мирче Кикиритков. Познатиот за формирање на групата беше Мирче Кикиритков, познат композитор од нашиот град, кој има доста направено песни за познати пејачи на познатите фестивали. И многу награди. И многу награди. И така, он е доста ентузијаст у тај дел и ме повика мене и да ги спомнам сега членовете на групата. И, името Геомежисто е по првите букви од имињата на сите членови. Од членовите, да. Ѓоше Евтимов, Мирче Кикиритков, Живко Талевски и Столе Попдимитров. А уште еден член имавме, тоа е Ивана. Ивана е керка на Единствен женска во групата, да биде збогатен со женски вокал. Со кој репертоар располагавте Ѓумежисто? Да, добро прашање. Исклучиво пееме песни од композиторот, авторот Мирче Кикиритков. Знаете како, ние кога се собравме, рековме вака, да пееме песни познати, нема да биде интересно. Нема да биде интересно затоа што многу групи ги препејуваат песните. А вака решивме да имаме нешто свое. Нешто свое, и затоа се определивме нешто оригинално, ма свое да е. Да биде не пеано од други. И така тоа ни беше мотиво на групата. И така, со групата имавме настап во културниот дом, Дом на културата, имавме концерт, на кој концерт бевме доста добро посетени. И така, после тоа пеевме на Штипска разгледница, пеевме после во Домот на младите, имавме учество на Пастремелијадата, така да на некој начин бевме присутни во... Колку време се одржавте? Па ден-денеска постоиме, можеби поретко настапуваме, меѓутоа постоиме како група. Да ви се множат годините. Благодарам. И повторно од фолклорно богатство на Македонија. Следете не. Dušo mila moja, prosti mi sive godini, sam po tugi gradovi zbira bol i jadovi. Dušo mila moja, prosti mi sive godini, belosvetski drumovi, beja moji drugari. Večerva, dušo mila mojca meka pernica, posledna ke bide moja starica. Ojaj, večno mila zo tebe da ostaram. Makite, dušo moja, jazda gi zaboravam.
spomeni. Dušo mila moja, prosti mi sive godini, taga što mi ostavi dolgi zimi studeni. Večera, dušo mila, vojta me kapernica, veruvaj, posledna ke bide moja stanica. Stoagaj, večno mila, so tebe da ostaram. Makite, dušo mila, jazdaki zaboravam. Makite, dušo mila, jazdaki zaboravam. Ние како музичари, господине Евтимов, сме секако информирани колку групи музички постојат во Македонија, кои се квалитети, кои не се квалитети и така натаму. Тие сознанија ги пратиме редовно преку медиумите. Дали си задоволен од тоа творештво музичко во Македонија? Да, многу сум задоволен сум. Вака, во Македонија има доста ансамбли, групи. Сега не значи дека сите са најквалитетни. Меѓутоа има доста квалитетни ансамбли, да не спомнам од музичарите кои се познати, групата на Милан Завков, Сашо Ливрински, има многу. Сега, ако сака да кажем за Штип, да речеме, за Штип, тоа е на ниво на Македонија. За Штип има доста групи, доста квалитетни групи и ја презентираат нашата народна песна. Тоа е добро да се чуе македонската песна. И покрај тоа што во последно време е на некој начин се повеќе присутна и српската музика, што мене вака во овие години малку ми смета, меѓутоа тај тренд не може да го сопреме, бидејќи турбофолкот ти смета. Турбофолкот ми смета, тачно. Турбофолкот е се поприсутен благодарејќи на телевизиите, поготово српските телевизии, и тоа веќе почнува да провладува. Жалосно е што нашата народна песна не е доволно присутна, не е доволна. Можеби за тоа треба да речеме да има и посебен телевизиски програм за таква музика, како примерно на Гранд телевизија. Драгана Мирковиќ. Не така. Значи тогаш би било многу подобро да се чуе македонската музика, бидејќи тоа е наша музика, тоа е нашиот идентитет. Преку музиката ние се чувствуваме како македонци и тоа е жалосно, али мислам дека ќе се промени ситуацијата. Секако, да. И повторно песна, продолжуваме со музика. Овој град во ноќите плаче по мене. Каде ли си ти, со кого си? О, дали знаеш колку љубов носам ја во ова срце како сонце. Ние двајца многу можевме
sreća nemavme da se zememe. Сега е друго време, тажно е се без тебе, што ти сгреши в животе. Дојди барем да се видиме, а болат песните што ги певме. За мене ти си свеќе, не можам душо веќе сам. Розо моја црвена, ти во која градина нацутуваш, песно моја искрена, без љубов да не живеам, немам кому да те испеам. Туѓа си, а проклет јас уште те сакам. Само спомени во моите сни од црно вино. Пушти ме да заспија за тие очи доста пија. Ние двајца многу можевме, а среќа немавме да се земеме. Сега е друго време, тажно е се без тебе, што ти сгреши животе. Дојди барем да се видиме, а болат песните што ги певме. За мене ти си свеќе, не можам душо веќе сам. Розо моја црвена, ти во која градина нацутуваш, песно моја искрена, без љубов да не живеам, немам кому да се испеам. Розо моја црвена, ти во која градина нацутуваш, песно моја искрена, без љубов да не живеам, немам кому да те испеам. Розо моја. Господине Сламков, може ли така да речем? Може. Мене ми така знаат во градот. Има улица Георги уште- Сламката. Има улица Има уште и в улица Сламков. Георги Сламката, Тоа е да. точно, да. Еве вака да кажеме, неостварена желба од музичкиот дел. Што планираш во иднина сето тоа да го реализираш, да го оствараш и твојата музичка програма, се разбира. Видите, за мене во овие години е касно. Многу ќе ми речат и од другари, и од пријатели, па зошто не се пријавиш на ова на Гранд телевизија за како се викаше емисијата? Grand Production. Не Гранд Продукшн, него еве овие постари луѓе што се јавуваат. Неоткриени гласови, таленти. Не, сега во моментот не може да се сетам. Никад не е касно, да. никогаш не е На касно. српски кажано, никогаш не е касно. И меѓутоа стално велам дека за мене е касно на овие години да се бавам со. Јас аматерски се бавам. Секако. Групата Геомежисто постои
и со неа на проби ние просто уживаме кога пееме. И тоа е таа определба, значи останува определбата додека можам, додека ме служи здравје. Ама продукцијата Грант ако те покане нема да ги одбиеш, нели, Па ќе се поразмислиш малку. Ќе размислам, да. Со други зборови кажано, продолжуваш музички да живееш. Да. Тоа е. Секако. Да. И нема да прекинам со тај. Дали го пренесуваш музичкото творештво на твојата потесна фамилија? Музичката љубов се разбира? Убаво прашање. Јас гледам, имам 4 внуци. Една од најмалата внука, гледам дека има некој ген на мене. Музички ген. Што те радува тоа? Да, ме радува и велам на мојот син на снаата да ја запишат на музичка школа, па Белки ќе продолжи по мојот пат или па ќе постане малку попознат у тај дом. Со Срнаните продолжуваме секако. Со Срнаните секако не сум готова прекинал. Може би сега со мал интензитет, додека бевме млади, знаеш ти како беше, додека бевме млади имавме капацитет, сила, а сега малку, бога ми, потешко ни доаѓа. Седењето, ти знаете, Срнаите беа до касните вечери. А сега, колку да сакаме, ние си правиме веселба, ќе отидеме на Срнава некаде, меѓу тоа е веќе се Тоа е ретко, помалку. а да речеме и жал за младоста, нели? Па да, подсетување. од таа жал за младоста е да отидеме некаде, па така се запееме, па евоцираме спомени како е било во младоста и тоа е. Господине Евтимов, нашето време, така рече, истече, режија ми сугерира. Задоволството беше наше. Ти благодарам што бевме заедно, се развилуваме со песна, а ти заедно со група Корона. Благодарам за, ви реков и на почетокот, многу ми беше чест што ме повикавте и дај Боже да има уште вакви средни. И да се множат музичките години. Да, секако. Почитувани гледачи, ни беше задоволство што бевме заедно, се надеваме задоволни, се гледаме наредната недела. Со добро здравје и пријатно.